Dobro večer, dragi prijatelji. Večera повторно ќе снимам една видеоанализа да ви се малку пообјасни што се случува, која е причината на преговорите помеѓу САД и Русија. За мене како аналитичар се малку пробедни, но многу јасни. Во многу своји изјави Трамп уште за својот прв мандат кажа дека најголемиот пријател на САД не е Русија, туку Кина. Зошто? Кина економски ги стави под нозе САД, поточно уште со купувањето на Чикашката берза, која тоа време имаше 150 години стара, сега на 160, главна берза во Америка и за време на Бајден со купување на многу брендирани фирми, не само што загрози САД, Израел, кој што е Нетањаху и многу пред него, САД е најголема колонија на Израел, поточно велат, има најголема колонија во светот, тоа е САД. Тоа кажу дека еврејското лоби владее со Израел, е случајно Трамп го доведува повторно, за да седи економски. Значи, Трамп ќе биде принуден да води војна со Кина, да води војна со Кина и Русија не се моќни, но прашање дали колку се моќни за водење војна со Кина. Ово на Русија добро дојде и дојде, зашто Трамп од цел си ја препушти Украина, поточно помошта што имаше Украина од САД ќе изгуби целосно. Е случајно Трамп му побара 500 милиарди на Зеленски, а Зеленски нити некогаш Украина може да ги врати. А втора работа, минералите што ги бара САД не се наоѓаат во Киевската област, туку се во Донбас, тоа е Донецк. Поточно таму е најголемото наоѓалиште на литиум во Украина, а Донбас и Донецк, тоа е Донецк и Луганс, пардон, тоа се веќе составен дел на Руската Федерација. Значи нема теорија таму да се чепка, како што влезе и Херсонска и Запорожје. Значи се седе на Николај, Харков и Одеса. Одеса е руски град, знаеме дека Катерина Велика го ослободува и подига. Значи, со целата приказа не случајно овие се преговори во Ријад, значи дипломатски смирување помеѓу САД и Русија. САД најверојатно ќе укине многу санкции, ќе биде приморана многу земји да испали од НАТО, тука ќе падне и Македонија, значи ќе влезе во НАТО. Бидејќи се договори со овие преговори, Русија бара САД да се врати, поточно НАТО да се врати во 1997 година. Ето тука Финска и Шведска први после влегови ќе гледат, но САД ќе задржи некои своји војни бази, особено најголемата војна база во Германија, Варкан, може би нешто Монстил сигурно ќе задржи, така да србите не се надеваат многу. Бидејќи за Албанија не знам дали ќе излезат, но многу земји ќе бидат принудени да излезат. Тоа ќе биде крајниот договор. И сега зашто го прави ово САД и Русија? Вие ако земете оние аналитичари, ако може да се наречат аналитичари, кои добро познават историјата, треба да знаат една работа, дека секој насам што се случува не да заврши на работа во историјата. Вие ако добро погледнете историјата и анализирате, и видите дека САД и Русија никогаш не војувале меѓу себе. Русија два пати им помага на САД,
Това е за време на граѓанската војна, кога на северот му дават топови, а југот беше неспремен да ги направи и со тоа северот победи, а северот се републиканците, демократите, додека југот беа точно републиканците. Исто така руската царска Русија тоа време му и помага на САД да добие својата независност од Велика Британија. Значи, Европската унија ќе биде рационален, почнува нејзиниот распад, и не случајно две резолуции се појавило во Обединетите нации. Значи, оно што се закануваше глумецот Бајден пред живиот Бајден, дека Путин е убица нациста, не знам што се не, и не беше случајно и гасове минирани, а ја би рекол може били и слами на Русија, зашто? За да Европа се доведе во поголема зависност од Русија. Како? Па со нивно исцрпување и паѓање на економската моќ на Европската унија и на многу европски земји, особено на Германија, која е локомотива на Европската унија. Германија веќе трета година во рецесија, она па и останатите земји живеа на ефтините руски енергетици. Не случајно Путин ја полека води војната, може се заврши за 3 месеца, а веќе 3 години се. Значи, иде на целосна денификација на Украина и на НАТО. НАТО магазините се празни. Сега кога се појавија две резолуции, едната беше која поднесе САД, каде опште Русија не се споменува како агресор и немаше никакво вето на таа резолуција во Советот за безбедност, иако против неја беа и Велика Британија и Франција, но не смеа да стават вето. Добро Македонија што гласаше за таа резолуција. А другата резолуција беше неопроведачка, тоа беше резолуцијата на Европската унија како украинска наведена, а за таа резолуција гласаше Србија, тоа е огромна грешка на Србија. Потоа Александар Вучич, писател на Србија, мораше да се извинува на српскиот народ што направи. Голема глупост, тоа може да доведе до распаѓање целосно од Србија. И ова не беше се случајно и фактичко дирање на таа резолуција повторно Русија се нарекува агресор, а себе веќе еднашка гласаше за Русија како агресор, Обединетите нации, а то Путин нема да им прости. Значи, не случајно почна и процесите од Нови Сад. Значи, Војводина се подготвува да се одвои од Србија, како и Косово. Во Санџак на протестите ше бево со нивно знаме. И не е случајно исто така што во Босна сега отидоа трупите на Турција. Значи, за да не дојде да расет на Босна или Српска република таму, тука Санџак, ја да не ме сватат пријателите од Србија, не ми мислам ништо лошо, но што ако почна војната се војниот конфликт во Југославија, зборам дека поради нивната мегаломанска и националистичка политика, да не кажа нацистичка, они на крајот ќе останат кон оно што беа по Првото и Второто српско восстание на Белградски и Нишки пашалок. Они зборуваат за балканските војни, да, војува и они не помогна на Македонија да се ослободи од турско ропство, како Македонија доби нов, да кажеме, ново работодателско општество, одатоа Македонија и нови господари, имаше две восстанија на Тиквешко восстание, каде србите направиле мал геноцид на 500
Восстание се обеси от Кепа, никой не се извиня за това. И имаше едно, мислам беше Охридско дебърско възстание на ланчо-меховиците и на албанците заедничко. И против Сърбия. Това беше сръбското владение в Македония, а и в Албания. Значи Сърбия за пръв път, да бъдем обективно, историски, пак ти влегла в Косово 1919 и се стака в Санджак. Македония, званично и в Црна Гора. Интересна работа в Македония, нормално и в Црна Гора, влегла с войници и оръжие. Защото, значи, ако една работа се разбере, нещо Сърбия вика се, Македония е стара Сърбия, ако са сърби, ако сме сърби, че сме станали с иното прави второ възстание против Турция, както и църговеците. Ако били сърби, ако се чувствували, ќе станали с нивното прави второ възстание против Турция. Значи, природната канифе, Република Сръбска в Босна беше под Австро-Угария, както и Воеводина. Прашен дали тој дел, ќе се дозволи Босна да се подели, да се приклучи, а Воеводина не случайно во Нови Сад се случи се цело, полека почна да создава свој воеводичански јазик и така натаму. Значи главната цел беше и ќе биде Воеводина отцепување сега, а Косово одавна изгубено за Србија. Но да продолжам на првата тема, тоа е, значи договорите помеѓу Русија и САД ќе се одвијат полека бавно, но САД е целта Русија да ја одвои од Кина, но не може да ја одвои многу, бидејќи они се економски поврзани и војна имаат некоја сработка. Не случајно Русија помогна на Кина да дојде до хиперсонично оружје, кој Америка се уште го нема. И интересна работа, видите, Си Џинпинг минатата година кажа на војската да се подготвуваат за војна. Значи на Русија ќе се даде до септември да расчисти во Украина, тоа значи да влезе и во Одеса, свесни се за тоа американците, и затоа токму бара пари на Зеленски. Ќе остане Киевската област, Русија наверно нема да влезат, за да не испаднат агресори на вистина, а та Киевска област на крат ќе се припои кон Руската федерација, значи ќе биде лапната. Сум две историски и руски територии, па и Киев, бидејќи Русија не се гради од Москва, се гради од Киев и во историјата тој дел на историјата познат како Киевска Русија. Значи од Киев се шири понатаму. Драги пријатели, толку за вечерва во анализа. Оние што има желба да ги следат моите анализи од домашни и светска политичка сцена, треба на YouTube да притиснат копчето subscribe, а може да ме следат и на Instagram и на TikTok. Уште еднаш ќе кажам, ова е подготовка на САД за војна со Кина, затоа гледа да неутрализира Русија во тој конфликт. Добра ноќ, со Создателот напред и Македонија пред се.